Борбата со огнот продолжува. Најмалку 11 активни пожари на отворен простор. Во моментов регистрирани се вкупно 20 пожари, од кои 3 се под контрола и 3 се успешно изгаснати. Најалармантен е пожарот во Струмица, во близина на селото Водоча. Сериозна закана се пожарите и кај општина Студеничани, во насока на планинското село Цветово, во општина Македонски Брод, кај местноста Видуш и селата Драгов Дол и Локвица, во општина Кичево, селото Тајмиште и местноста Дарда, во општина Липково, селото Никуштак, општина Врапчиште кај селото Ломница, општина Желино, село Церово, во општина Тетово кај село Бродец и општина Прилеп кај село Бонче, Коњари и Межунчиште. Имаме појава на повеќе тешки пожари кои што избувнаа во текот на денешниот ден. Најалармантен е пожарот во близина на Струмица, во аторот на селото Баница и Водоча, кој што се заканува на селските куќи од првиот ред. На лице место се пожарникарите од Струмица, побарав итна помош од пожарникарите од Валандово и Радовиш. На терен се ангажирани противпожарни екипи од повеќе општини, а во справувањето со пожарите се вклучени и припадници на армијата, воздухопловните сили и локалното население. Високите температури, сушната вегетација и засилениот ветер дополнително го отежнуваат справувањето со огнените жаришта и го зголемуваат ризикот од нивно брзо ширење. Во тој пожар зад мене, кој што се шири високо во родиштата, гори неквалитетна шума, грмушки трња, но може да ги загрози овие лозија кои што се зад мене. Премногу зборував со командирот на тетовските пожарникари јавни, кои што ќе испрати овде екипи во одбрана на овие лозија и имот позади мене. Во текот на август, токму централните и јужните делови од земјава беа најпогодени од пожарите, при што беа зафатени големи површини и шуми со ниска вегетација. Од Центарот за управување со кризи повторно апелираат до граѓаните за максимална внимателност и свесно однесување при движење и престој на отворен простор.